Ке ја вклучиме нашата драга колешка од Охрид, Росица Голабовска, органодарителство. Таа ќе си разговара со Ирена Ралева, која најдева од Здруженијето Ни доаѓа Храбро срце. Така да повеќе информации ќе слушнеме од разговорот кој што ќе следи. Росица, добро утро до тебе и добро утро до нашата гостинка. Јас темата ја најавив, така да повелете. Добро утро, Слободанка. Органодарителството е чин на најголема хуманост. Нашето одлуката да кажеме да може да спаси дури 8 животи. Мој денешен гостин, како што ти кажа, на ова навистина чувствителна тема е Ирена Ралева, најдеска, која што има сопруг, кој што има вештачко срце. Таа организира трибини низ цела Македонија. Добро утро, Ирена, и ти благодарам што си дел од утринската програма. Добро утро, Росица, благодарам за поканата. Имаше законски измени, значи согласно тие измени повеќе никој од нас не зависи од одлуката на родителот дали ние ќе дадеме орган или не. Тоа можеме да го донесеме сами, тоа е наша интимна одлука која што може да се реализира со еден наш подпис. Дали, Ирена, на овие трибини кои ги организираш, гледаш дека се поместуваат работите, каква е состојбата кај нас? Така, благодарам за прашањето. Можам со право да кажам дека да, полека, но сигурно работите се движат во позитивна насока. Зошто? Затоа што веќе благодарение на надлежните кои што се присутни на секоја трибина која што лично ги поканувам и ја организирам како знам и умеам, со цел подигнување на јавната свест за потребата од органодарителство, има законски измени, ние сме благодарни и дава поголема надеж на сите пациенти дека ете конечно нема да зависиме од одлуката на семејството, затоа што сметам дека е многу неблагодарно во тие трауми, во тие тешки моменти за семејството кога се соочуваат со загуба на најмилото, тие да ја носат таа одлука. Не дај Боже никој од нас да се најде во нивна ситуација, односно да се најде на нивното место. Но затоа сега според тоа што сме информирани од 1 октомври секој од нас ќе може индивидуално додека е здрав, при здрава свест да си се пријави кај матичниот лекар, доколку да стане потенцијален донор. Тоа не значи дека ќе биде донор, меѓутоа ќе биде неприкосновена последна желбата на индивидуата, а не да ја носи семејството. Но тоа е едно благородно и чини, и чувство, и некога знаеш дека си помогнал некако, дека твоето срце чука во туги гради, продолжува живот. Имаш ли впечаток, пак ќе речам дека на трибините некако се освестуваме сите ние како граѓани, бидејќи на почетокот на вистина имаше еден, да кажам, отпор. Да. Од ова инстанца можам да кажам дека најтешко ми било организацијата на првите 2-3 трибини. Меѓутоа, како поминува времето, како ги организирам и следните градови, ми е полесно и полесно. Зошто? Затоа што каде да ги испратам барањата официјални, луѓето не слушаат првпат. Се веќе информирани и тука морам да ве споменам сите вас, јавните гласила, затоа што колку и да сакаме да организираме се, ако немаме поддршка од медиумите, исто како да не сме направиле ништо. Токму затоа мислам дека свеста кај популацијата и тоа како се зголемува, секогаш ќе има и негативни коментари, ќе има отпор, но само едно ќе кажам како засегната страна, не дај Боже да ви се случи вам, вие да чекате за најмилото или лично за вас, да видите како е. Тогаш ќе молите. Никому не посакувам да се случи, но треба промената да биде од секој од нас. Ние сме примерот за тоа. Даруваме крв за тоа што имаме и сакаме да дадеме, но ќе дојде еден ден кога и срцето нема да ми треба и сега ќе одлучам лично за себе дека нема да го оставам на црвите под земјата, туку ќе се што може да се искористи, се што е здраво да може да се донира и тоа да биде мојата последна одлука. Листата за трансплантација на бубреци е најдолга, имам околу 200 чинам. Недавно снимавме една пациентка која кажа дека диализите кои што тие ги примаат се далеку поскапи отколку една трансплантација да се изврши. Но не е за подценување ниту бројот на срцево на пациенти кои што чекаат срце. Од тие 30 на 15 се пациенти со... Да, според информациите, односно според дискусиите што се водат на сите јавни трибини, кога ги поставувам прашањата, информацијата е дека да, навистина една диализа многу повеќе ја чини државата отколку трансплантација на бубрек, додека пак за срце од тие 30-15 се со вештачко срце и како информација морам да споменам последнава година од почетокот на 2026 за жал починаа 4 пациенти со вештачко срце и тоа многу млади кои што не го дочекаа повикот токму поради таа ниска свест. Се надевам дека конечно во Македонија годинава ќе се случи и првата историска трансплантација на срце кај пациент кој што е со вградена пумпа, односно со вештачко срце. Досега таква се нема случено.
а време е да се случи такво нешто, затоа што тимот е соединет, тимот е подготвен, ентузијастички се работи, да. Власти се има тим кој што да. во секој момент би... Да, па еве, за споредба пред 2-3 недели се случи трансплантација на срце, конечно имаше трансплантација, па претходно 2 години не се случило такво нешто. И тука се зголемуваат надежите на пациентите што чекаат. Да не заборавам дека тука има и лица кои што очекуваат црн дроб, кои што исто нема сродни дарители, живи дарители, мора да го добијат од починат донор. И само за информација, најмладото девојче кој што чека на листата за црн дроб има само 15 години. Така што никогаш не треба да гледаме со потценување, не треба да игнорираме темата, не треба да биде табу тема, затоа што не знаеме што носи животот. Токму можеби денес тие непознати луѓе ќе бидат нечии мајка, татко, дете, сопруг, сопруга и така натаму. Ова на долг рок мислам дека е многу позитивно и за сите следни генерации. Зошто? Затоа што ова не е ништо ново. Властите не измислуваат топла вода. Значи една Босна е пред нас. И таму има донорски картички. Во Хрватска да не зборувам, во Словенија регистар за донори доброволно е, секогаш може да се смени одлуката. Се кружат разни шпекулации, особено од неупатени луѓе. Да, нема да навлегувам социјалните мрежи. Нема да навлегувам, еве ќе го земам примерот. 8 години сум регистрирана како дарител на потенцијален донор на коски на срцевина, па еве ќе си земам за право да кажам дека се уште сум жива, никој не ме следи, никој не ме убил, условно речено како коментарите што ги читавме по социјалните мрежи, дека да, ако се регистрираме, ќе ме следат и ќе ме убијат. Прва работа, ако некој почине на лице место, не е донор. Само треба малку да се информираме. Имаме, значи ни недостасува Ирена информираност. И едукација и информираност. Меѓутоа, има едукација за оној што сака да се едуцира. Сите јавни трибини, досега се одржани 7 јавни трибини, сите се снимени и сите се јавно достапни на YouTube и може да се погледнат на каналот. И ја користам оваа прилика да ја најавам и 8-та поред јавна панел дискусија која што ќе се случи на 24 јули во Велес. Повелете сите. Уште кои градови остана, Ирена, за организирање на веќе 2 се закажани, 2 града се закажани, остануваат уште 3-4. Меѓутоа нема да застанеме се додека не се пробуди свеста и се додека не видиме дека ќе има позитивен импакт за сите нас. Ова ќе трае и не се откажуваме. Знаете, сите ние имаме многу желби додека сме здрави и мислиме дека и утре ќе имаме време да го направиме нештото. Но од друга страна има луѓе кои што секој ден го чекаат повикот и не знаат дали ќе го дочекаат утрешниот ден. Затоа треба да го цениме животот, а кога ќе го изживееме, треба да бидеме емпатични, да бидеме алтруисти и да ја донесеме таа хумана одлука која што ќе спаси многу семејства и пациенти воедно. За крајно чувствително прашање. Еве, вашиот сопруг има 2 пумпи вештачко срце кои го одржуваат во живот буквално. Каков е животот, Ирена? Стравуваш ли дека следното утро ќе се погледнете? Дали е тешко да се живее? Апсолутно да, само тој што го поминал овој процес на своја кожа може да ме разбере, како за пациентите, така и за семејствата, особено кога во семејствата има и нормално и деца. Дека е лесно, не е лесно, но не сме овде само да се жалиме. Да, сепак тоа требало така да биде, кај нас се случи од вирус. Секому може да му се случи, не треба да молчиме, не треба да ова да е стигма во општеството. Се бориме до последен момент. Тешко е, врзани си со батерии и со струја. Во Македонија има исто така многу млади, не е само мојот сопруг, тој е меѓу најмладите да речам. Има и повозрастни кои што исто се 40-42 години, исто има девојка со 2 пумпи, елват пациенти има 10, кои што не се добро, исто и тие поминаа години како што се со пумпа, но се надевам дека ќе издржиме. Ирена, ви благодарам за разговорот. Јас ви посакувам од срце многу успехи да тргнат работите и да почнат конечно тие трансплантации на замена на срце, бидејќи траат по 7 години, а гаранцијата им е 5 години, а веќе поминале кај некои пациенти. Ќе биде. Надешта последно умира. Благодарам уште еднаш. Така. Слободанка Повели, ако имаш некое прашање. Јас и се воодушевувам на гостинката, колку таа практично и вака да се изразам народски ни објасни што значи органодарителство и се надевам дека свеста и со ова вклучување ова утро ќе ја разбудиме и кај останатите кои што можеби имале сомневање за што точно нели станува збор. Затоа благодарам многу, ви посакувам да си имате убав ден и она што јас ќе го кажам како порака, размислете добро и повеќе едукација кога станува збор за органодарителството.